Попо што надорувал нивата од вдојцата. Чита Александар Станојков. Една вдојца си имала една нива само, што си се ранила од неа и си имала едно дете од 9-10 години возраст. Попо бил многу грабител и немилостив. И Попо имал една нива до нивата од вдојцата. Секојаорање по некоја бразда од нивата од вдојцата, а кога ќе појдело детето од вдојцата со орач да му јаораат неговата нива, ќе познаел оти Попо му надорувал по некоја бразда и вечерта кога ќе си уело детето дома, ќе му кажало на мајка си оти Попот му надорувал по некоја бразда од нивната нива. Ако синко надоруват Попо од нашата нива, Господ ќе му суди и ќе му плати, му велела мајка му на детето. Другата година пак Попот надорал 3-4 бразди од нивата на вдојцата. Детето пак беше познало оти Попот беше му надарал од нивата и е кажал на мајка си. Мајка му пак така беше му рекла на детето. Ако синко, ако надорал Попот некоја бразда, Господ ќе го судит и ќе му платит, му велела мајка му на детето. Секоја година Попот надорувал по неколку бразди, дури ја смешал нивата од вдојцата со својата. Сирото дете сеено е кажувал на мајка си, арно, ама бидејќи таа си била проста и кротка, ти ќе се така му велела на сина е. Ако синко, ја освои нивата наша Попо, Господ ќе му плати на Попот. Многу пати детето е велело на мајка си да стори давија на Попот, арно, ама таа не го остала да стори. Од кога се најде детето без нива, голема мака му било, чунти од неа се ранеше, бидејќи си ромавче, немал некоја арка од некој човек да го подкрепит, не можел ни со суд нивата да му ја земит на Попо, чунти познавајќи им се од некаде слабо, си молчело и со аргатлак се ранело. Денеска, утре, поминало бајаѓи време и кај ќе го видел Попо како крв пред очите му беше. Беше се опил Попо еднаш многу лошо и беше легнал до една река надвор од село што течела покрај нивата од детето. Се погодило да помине детето тамо и го видел Попо кај што се валкал на крај од реката пијан да не може да стани. Разгледало детето насекаде да не го види некој и се прибрало до Попот, да го потурнал во реката и го зела матицата. Ај со здравие Попе, му рекло детето, досега ти јаде од мојата нива, од сега нека јадат рибите од тебе. Си дошло детето дома и ни лук јало, ни лук мирисало. Утрото рано беше го нашле Попо туден и се расчуло во сето село. Чула и мајка му од детето. Синче, али видео ти Господ му пресуди и му плати на Попот. Ноќеска беше се удел, виде која ти велев јас, оти Господ ќе му плати. Вистина, мајко, Господ му плати, му рекло детето. Ама дури јас те му поможив за да го дотурнам вреќа, неќеше да му плати. И рекло детето на мајка си.